Цената на становите достигнува купопродажна кулминација исто како и бројот на продадени станови, велат од Агенцијата за катастар на недвижнини на Македонија. Во првиот квартал од 2022 година се регистрирани 8012 трансакции, од кои 5919 продажби на недвижности и 2093 закупи на недвижен имот во вредност од 218 милиони евра. Стои во извештајот на агенцијата. Пренесено за Штип, градоначалникот Иван Јорданов ја потврдува оваа констатација и вели дека стамбената градба е во експанзија. Потребата и поборувачката е зголемена, што навистина ме радува во време на една криза да се зголеми потребата од изградба на стамбени единици. Општина Штип располага со доволен капацитет да одговори на потребата и комунално да ги уреди сите парцели кои што се предвидени да бидат за изградба на колективни или индивидуални стамбени единици. Нагло зголемената побарувачка овде ја дига цената до 1000 евра за метар квадратен, а во градба таа стигна и до 1100 евра. Во моментов во Штип се градат над 150 станови, а на слободниот пазар за продажба има стотина, но цените секојдневно се менуваат. Освен штипјани, се повеќе сопственици на станови во Штип се купувачи од Делчево, Пробиштип, Берово и други градови. Како аналитичарите го објаснуваат феноменот во најголема криза да се купуваат толку скапи станови. Основна причина е дека сите луѓе не дека сите луѓе немаат пари, имаме луѓе што имаат многу пари. И најдобра заштита на нивните пари е вложување во недвижности, станови, куќи, деловни простори и така натаму. Значи, не се сите луѓе сиромашни во услови на криза. Другата причина е што нема доволна понуда на нови станови, и затоа мислиме дека се купуваат многу голем број на станови. Не се купуваат многу голем број на станови, се купуваат тие што се нудат на продажба. Напоредно со високите купопродажни цени расне и цената на кириите, па така сега во Штип таа се движи од 150 за празен, па се до 600 евра за наместен стан, во зависност од квадратурата и местоположбата.